Здраво на сите, јас сум Ана и го започнуваме медиумскиот ден. Добар ден, јас сум Милан Тодоровски, дојдете со мене во студиото МОВ. Ние сме многу возбудени да ги посетиме медиумите тука. Јас сум Драгана, јас сум Любица, заедно со училиштата Зефлюш Марков и 8 септември учиме како да бидеме идни новинари. Во денешно, да кажем, модернизирано технолошко време веќе не е доволно да се знае да се пишува и да се чита за да бидеш писмен, туку потребно е да имаш и медиумска писменост. Матеј, како млад човек, дали си имаш сретното со дезинформација и дали ти е тешко да ја препознаеш истата? Дезинформациите се тешко да се познаат. Тоа бара макутрпна работа и бара вештини, затоа што денес лажните информации доаѓаат од секаде, доаѓаат во различни форми. Со вештачка интелигенција, со различни технологии за кои што ние не знаеме толку многу или не знаеме доволно, една вест може да биде креирана од ништо. Дали се читаш и не се веруваш на интернет? Па, јас мислам дека сум доволно зрела да не верувам во се. Како ги се штитите од дезинформации и како ги проверувате информациите? Дека не добиеме официјална потврда дека тоа нешто се случило, не објавуваме информацијата. Ако малце сакаме повеќе да дознаеме, може да истражиме едносно на некои страни и да дознаеме подобри одговори, да добиеме од таму отколку од инфлуенсери. Многу пати си имам сретната со дезинформации, но тие дезинформации најчесто биле на интернет платформите. Научив дека како треба да се дават вистински вести. Децата се опуштија, научија како се прават емисии, како да се справуваат со вестите, како да ги разгледуваат, како да ги проверуваат информациите и како тоа може да им користи во нивниот живот. Читате и после тоа одите на монтажа. Може да изгубите цел ден да снимате материјал, ќе снимите 5 луѓе, уредникот ќе ви вика, имате минута 30, тоа ви се 90 секунди. Од секогаш сум сакала да видам како вестите всушност, како се работи тука, како луѓето се организираат за да можеме ние да ги гледаме тие вести. А сега дојдете со мене да го видиме студиото на Се или нешто. Ни објаснија како оди цел процес, како се снимаат, како се уклучуваат камерите. Мене најинтересно ми беше моментот каде што ни кажаа дека во секој момент работат тука, дека во 3 часот навечер ако нешто се случи, тие ќе дојдат да направат вест. Вработените во МИА работат 24/7, мораат да бидат достапни во секое време. Дали те привлече посетата на МИА да можеби во иднина станеш новинар? Апсолутно да, и баш би сакала понатака во животот да се занимавам со некоја ваква работа. Како си го поминуваш денот досега? Досега се поминувам одлично. Многу се радувам што имаме ваква можност да посетиме медиуми. Мојот најинтересен дел беше можноста да бидам тука присутна и да видам како всушност се снима еден подкаст. Зад камерите како функционира создавање на некоја емисија или на некои вести, тоа ми беше најинтересно. И многу ми интересно што одма пројавивте интерес, се запрашувате кога има конкурс за подкасти, кога можеме да дојдеме, што може да направиме, значи вие самите дојдовте со ваши идеи да го оплемените студиото на Радио МОВ, ние да ви дадеме простор. Павел, што ќе ни кажеш ти за денешниот ден? Што научи? Научив дека всушност дезинформациите се голем проблем во медиумите и вештачката интелигенција има и добри и лоши страни. Дел од алатките што ги користиме од вештачка интелигенција најчесто ги користиме за да провериме одредени артикли, вести, фотографии и аудио материјали, дали се вистинити, односно дали се креирани со негативниот тренд и злоупотребата на вештачката интелигенција.